Филип Чаловски ни е во студиото, а кога е Филип, секогаш кулинарски муабети и секогаш интересно друштво, така ќе биде и во следните минути, она што вам ќе ви го презентираме впрочем. Верувам дека со оглед на тоа што успешно заврши првата сезона, а веќе можеме да најавиме почеток на новата сезона на кулинарското шоу 180 степени, веќе од септември веројатно, така? Филип, здраво. Здраво, Цеце, здраво пред се. 180 ќе се емитува во ноември. Добро. А ќе се снима до тогаш ќе се работи. Втора половина на август. Така, значи дека дел од летото ќе ви биде активно и ќе работите. Ама пред да збориме за ова, бидејќи ми рече прашаме што сакаш, не можам да не те прашам каква беше рибата вчера, што ја сподели по социјални мрежи, што рибиште беше тоа? Спектакуларна риба. Поздрав до една убава екипа кој што вчера ни изненадија така пријатно и ни беа гости. А ние секогаш гледаме да сме добри домаќини, не можевме да ги одбиеме, така да... Што тип на риба беше тоа? Социјалниве мрежи видоа дека вчера се подготви еден гоф или амберџек, така наречен, тоа е некоја како слична на туна, фамилија на риби, па сигурно беше на 20 кила, вака, знаеш, по моја некоја си предпоставка, на 20 кила. И доволна да нарани цело друштво. Бога ми, добро, ужива, да ти кажам, супер гурманлуци. Гурмански баханали се случува вчера, секогаш пред утринска, како за правило, знаеш, некој ме следи. Така да, за 180... Да, и сега да се навратиме, да ја тргнеме рибава на страна, да се навратиме на муабитите за кои што всушност си ни дојден. Веќе на tilma.com.mk, слободно доколку појдете на нашиот сајт, ќе ви се појави еден, па на некој начин плакат, за тоа дека наскоро ни следува новата сезона на 180 степени. Кој е начинот на пријавување и кој се може да се пријави со цел нели да биде дел од шоуто? Има ли некои посебни критериуми кои што можеби се поразлични од претходната сезона? Нема, истите критериуми се. Заборавив во едно од претходните мои гостувања да кажам дека е битно пријавените да бидат аматери, да немаат некој професионално искуство во кујна, и да имаат наполнети 18 години. И да имаат желба нешто да покажат, многу тоа и да научат. Ти имаат супер ментори оваа сезона, ти имаат супер можност да да се едуцираат малку, да станат познати малце, така да сакам да поздравам Марија, минатогодишната победничка, која што си продолжи да си се бави така со кулинарството. Тоа значи дека победата и отвори нови врати и нови хоризонти во животот. Сигурно не сум ја видел од последно се собравме, сакаше да не почасти, собравме кај тате у кафана, така убав еден момент беше тоа, една убава дружба беше со целата екипа. И што да кажам, наградата останува 1 милион денари, примамлива сума, можда не може да отвори ресторан, али може да помогне. Добро, какви амбиции најчесто имате? Ја спомена Марија победничката и верувам дека сте имале некакви интересни разговори кога се случила и победата и какви се незините размислувања и ставови за тоа што понатака во животот. Велиш тргнала кон тие води, иако аматерски го започнала сето тоа, затоа што само аматери велиш може да се пријават. Но како размислуваат веќе луѓето кога ќе го поменат и шоуто и кога навистина ќе го збогатат своето знаење кога е гастрономијата во прашање? Така. Во тек на шоуто многу луѓе од пријавените размислуваат дојдов тука да се забавувам. Да, па најчесто така се вели за македонските. Како што доаѓа финале, полуфинале, четвртфинале и така натаму, се повеќе почуваат да размислуваат и за бидејќи ја тоа викам, веќе кога одиме се превруваме, одиме да победиме. Кога одиме се забавуваме до крај. Така, после тоа веќе се размислува посериозно, и на крај веќе почуваат да размислуваат и што ако победам, знаеш, што каде ќе инвестирам, дали ова, дали би сакала, па некои совети малку со нас, што мислиме ние од наши искуства претходни на терен, дали тоа да се вложат парите, дали да се и така натаму, така да Марија, мислам дека сепак парите, колку што ја знам, ќе си ги вложи за патувања. И го поздравувам, таа незина одлука, она и без тоа. Заслужени се, може што сака да си прави. Имаше веќе дома нешто, некој план да направи, некоја рачна изработка на торти колачи, дека тоа и понатаму си го работи, така да пак малце си го задоволува тој свој креативен дел за
кулинарство. Да. Она што беше интересно во самото шоу беше дека сите натпреварувачи имаа можност да експериментираат во кујната, да готват различни јадења од различен тип на кујни. Што сметаш дека им беше најинтересно и кој го прави целиот тој концепт, Филип? Ти со тимот или понекогаш ги слушаш и можеби барањата на не барањата, но и начинот на кој што размислуваат оние пријавени кандидати? Сигурно или претходно им правите една проценка на некој начин, разговарате со нив? Секако. Пред се, сакам да кажам, едно е планот дома, друг е планот на пазар, што викаме. Истото и во школа. Знам дека сите ние сме под влијание на Мастершеф, на сите тие, да кажам, шоа, кои што се огромна организација и огромни услови, овозможени финансиски пред се. За жал далеку сме од тоа. Ние почнавме со една базична, основна, стартна ситуација, која што јас, Златко и тимот на FJ, тука беше Давор, Владимир, Димитар, кој све не беше Стефан и така натаму, пред се ја анализиравме пред почеток, па после ја споделувавме со Огнен и му кажувавме, и со Столе, режисерот, им кажувавме, ова е возможно. Ова е тоа што го сакаат натпреварувачите, јас знам што сакаат, знам што гледаат. Од прилика знам, бидејќи јас многу малку гледам од тие шоа, искрено ти кажам, али едно е што сакаме, друго е што можеме. Добре. Така да на крај сите тие нивни желби ги преточувавме во една возможна ситуација пред се за условите кои што ги имаме во школа. Сакаш да кажеш дека натпреварувачите ги споделуваат тие шоуа кои што ги гледаат и пратат и сакаат нешто налик на тоа? Баш така. Сакаат нешто налик на тоа. Сакаат и оваа сезона, сакам да кажам дека сето тоа ти изгледа доста по-атрактивно, најавуваме некои новитети, пред се во однос на снимањето на продукција, па нешто и новитети од опрема ќе имаат за Добро, нормално е секоја година нели да се надградуваме и да бидеме се подобри и подобри. Апсолутно. Така да би рекол дека ќе биде секако унапредено шоуто, подобрено, освежено и така. Колку учесници ќе има оваа сезона? Па да не откриваме многу детали, меѓутоа ќе биде малку, да речам, покомотно во студиото, во FJ Кулинарското училиште, во нашето импровизирано студио. Така да... Дали сега, засега, ја имате до некаде концепирано програмата, што ќе се готви, кои кујни ќе доминираат, македонската никако не сме да се изостави? Баш така. Сакаме оваа сезона, сепак ќе видиме детали, уште не би откривал, меѓутоа, сепак ќе биде во корен нашата традиционална, со тоа што секогаш ќе има моменти на изненадување, оние интересни, возбудливи, нели исто јадења од сите интернационални кујни ќе бидат вклучени, така да ќе има и шок терапија малку за учесниците, малку ќе има и враќање во нашата традиција, нели малку нешто и од емисијава да оставиме едно, да ја речам, трајно наследство за понатаму, за помладите генерации, да може да се навратат и да го искористат како еден вид едукација самото шоу. Дали стануваат малку посвесни натпреварувачите и сите оние со кои што си имал прилика да разговараш во текот на шоуто или можеби пријавувањата, за тоа што се навистина поседуваме во македонската традиционална кујна и колку навистина тоа е еден гастрономски момент кој што дури може да биде и добра туристичка понуда за туристи, за странци кои што не посетуваат. Да, тоа веќе е, знаеш, туристичка понуда, ние додека зборуваме дека да, но вака, да речам, обичните граѓани понекогаш еве ќе се пријават на шоу и ќе речат сакам тајландска кујна, сакам италијански, така натака. Дали се свесни што се навистина ние поседуваме? Тоа е прашањето. Тоа мислам дека го погоди во центар, дали сме свесни дека ние додека зборуваме дека нешто би требало да направиме, тоа више на терен се случува. Се случува да се повеќе странците се подготвуваат пред да дојдат во Македонија и читаат и за гастрономијата тука и се враќаат во своите земји изненадени со, да кажем, трајни спомени и сензорни мемории од тоа што го јаделе. Така да ние ја постигнуваме на терен нашата цел, меѓутоа некако се уште гледаме со неверување и не сме свесни што поседуваме. Искрено, точно така. Еве ние сега
искрено не сакам никоја кујна, нити пак да подцена, нити пак ничиви производи, да кажам, почнувајќи од зеленчук, протеини, овоше и така натаму. Меѓутоа, свесни сме дека каде да сме негде, не знам, ќе кажам, кога сум бил во Америка подолго време или некаде после втората недела веќе навистина почува да фали квалитетот на леле како ми фали нашата кујна, храна и така. Зборувам за зеленчуците и овошјата и се понатаму. Така да ќе станеме свесни, младите сега се, како да кажам, преплавени со информации и преплавени се од секакви видеа што се однесуваат на интернационалните кујни и секако секогаш изгледа поатрактивно туѓото, кое што нели мораме да го совладаме, да го научиме. Сите тие техники што се кријат во сите интернационални кујни се прекрасни и мора еден сериозен готвач да ги познава. И на крај истите тие техники само би требало сме паметни да ги примениме и да на некој начин со нив жонглираме при креирање на производ гастрономски од наша суровина, кој што понатаму нели ќе даде еден наш гастрономски печат. Значи тоа е тоа. Како да кажам, токму тоа ќе гледам и во 180 да го малку да го представиме и пред гледачите и на учесниците да им кажеме дека креативноста нема граници, дека би требало да еве на пример што сакам да кажам, пред некои 2 недели нешто во школа правевме, ја викам добро, окей, супер се лижавчињава, супер се карамеливе, ајде сега да направиме едно лижавче од ракија. Како за старт на и да направиме една карамела од овчо сирење. Десерт, меѓутоа реконструиран, да го наречам реконструиран во еден наш стартер со кој што ни почнува секој едно мезе, ручек, вечера во форма на десерт, да речеме представен, кој што е многу забавно. Никој не ни рекол дека не смееме тоа да го направиме, не постојат правила такви и ригидни. И едноставно вкусно, интересно, се чувствува ракијата, аромите, се чувствува овчото сирење нормално. И сакам да кажам нешто кое што е малце излегува од кутијата. Да. Кога ти научи дека креативноста нема граници? Не, уште учам, искрено ти кажам, уште учам, не престанувам. Кога ти текнат навидом вакви луди идеи, не е тоа лудо, но во светската гастрономија верувам дека се веќе тоа некои можеби и секојдневни работи, но сам експериментираш, сам одбираш што ќе користиш на мирници или е нешто што можеби веќе негде си го видел? Колку те сакаш до толку да експериментираш? Велиш ќе излезам од комфортната зона. Тоа доаѓа малку и со искуството, знаеш. Да, нормално. Сепак мора малку човек да се внесе во науката за да сфати што прави, баш така, зашто може многу лесно да се направи она што викаме шунт креација, која што нема никаква вредност, пред се нема вредност, да кажам, техничка, па после тоа уметничка. Така да треба малку да биде човек навлезен, да навлезе на сите нивоа во гастрономијата, не само со што се спарува како вкус, него и технички дали ќе функционира тоа. На крај на денот дали ќе биде возможно таа текстура да се постигне или тој ефект да го направиме. Така да сакам тука малце да се надоврзам. Имавме еден прекрасен форум за гастрономија во Европска куќа. Ваша екипа го сними, го проследи. На тој форум нашиот колега Луис Аруфат од Сан Себастијан имаше прекрасна една да кажам презентација у која што баш ја опиша авангардата, вика, што било авангарда. Вика, знаеш, авант, демек тие што одат напред, и гарда, чувари или војници, значи војници кои што одат напред, кои што прават таа една, кои што го табаат тој пат на, да го наречеме, прогрес. Така да си авангарден, значи да си прв со некоја идеја. Меѓутоа, за таа идеја да биде издржана, мора биде подкрепена со големо знаење. Треба да засукаш ракави, да
и да работиш, да работиш, треба да се работи многу, да. Да. Треба да се изработи, баш така. Веќе кога го спомена форумот, да, ние имавме прилог тука и навистина Луис уживаше во Кочанскиот ориз. Луис ја отиде со најдобри впечатоци од Македонија, генерално. У Кочанскиот ориз секако дека уживаше, кој не би. Уживаше, бевме и на полињата, сакам да ги поздравам исто луѓето од Институтот за ориз. Јас се изненадив дека така се работи темелно и се истражува. Така да го поздравам Иво и колешката, сега не се сеќавам на името, што не пречека многу срдечно, не прошетаа на полињата, ни го покаже институтот, сите нивни лаборатории, така натаму. Позборувавме за Кочанскиот ориз. Да ги поздравам сите, да ги кажам, мои веќе пријатели од општина Кочани, кои што исто така супер не пречекаа како домаќини, и да им се заблагодарам за прекрасните книги кои што вистински уживав додека ги читав и многу научив со што си имаме работа. И треба да бидеме горди на тоа, така? Мислам дека и за тоа се горде, баш така. Искрено ти кажам, никош не го подценувал Кочанскиот ориз, ни во еден момент не сум го помислил тоа. Меѓутоа, сега откако ги прочитав книгиве за Кочани, за Кочанскиот ориз, едноставно имам желба да истражувам уште 10 пати повеќе отколку што до сега сум истражувал за оризот. Па и да нешто и да ако можам да влијам малку, да му дадеме акцент и да оризот никако не се запоставува во нашата гастрономска понуда. Да. Еве некаде пред крај, со оглед на тоа што е лето и кога тоа вообичаено нутриционисти знаат да ни кажат, нели каква храна треба да се јаде, потешка не е, полесна да и така натаму, што ти како гастроном советуваш или во што уживаш ти летово да конзумираш? Јас советувам летово да се јаде, како да кажам, многу да не се дава акцент на готвење. Луѓето малце да забораат на тие, пак ти кажам, добра, баханали, гастрономски, кулинарски, како сакаш, гурмански. Добра. Едноставно повеќе си дават акцент на спорт, на пливање, на малце да витамин Д, сонцето, баш уживам. Искрено да кажам, јас секогаш сум уживал у скопски горештини. Јас сум дете родено во август, никогаш не ми сметало толку. Не ти смета 40 степени. Па види, не дека сега ги обожавам, кога се стварно на пеколни горештини, меѓутоа уживам. Знам да уживам, има денови кога уживам навистина у скопските горештини, знам и да се прошетам низ Скопје у најголемата горештина, имам некоја си терапија своја, така да се сетам на некое малце Скопје кое што ми е врежано у некои трајни спомени. Така да јас би препорачал малце да заборавиме на храната, да гледаме малце како споредна, буквално како не главно, примерно терцијарна работа во тек на лето, да се посветиме на спорт, пливање, што да кажам, убави дестинации, истражување малце. Кога веќе имаме убави дестинации, тој хедонизам некако се поврзува и со... Да се испостиме малце. Се поврзува и со риба, со морска храна. Љубител си на тоа? Љубител, секако не постои нешто од храна кое што не сум љубител. Вака од морски специјалитети во што уживаш? Од морски специјалитети, да кажам, буквално се. Последно јадевме во Шпанија едни, како си ка, тоа е фамилија на школки. Сега малку ми застана мозоков. Така да уживам во добри ракчиња, во свежи ракчиња, уживам октопод, значи нема нешто што би издвоил. Морската храна е стварно за мене деликатес голем. Уживам и да спремам, уживам и да јадам. Вчера мислам дека и екипата што беше у школа кај нас исто уживаа во таа риба, која што им подготвивме со многу внимание. Така да, морска храна, сакам да кажам исто еден податок, како сме кај морска храна. Ние имаме повеќе морска храна во Скопје, а Скопје е град на 7 реки. Веќе со синка сладководна риба речи си да немаме освен крап и пастрмка. Добро. Ајде, порано, значи тоа е еден апел вака, знаеш, србите се повеќе даваат внимание на кечига, на смуќ, на тие нивни исто риби сладко. Значи Скопје е град на 7 реки. Сега да не ги набројуваме, али вака само размисли Лепенец, Вардар, Треска, Чиња проаѓа, така. Која беше друга оваа, Серава, 7 реки се. А ние немаме речна риба да се купи во рибара како што имаше порано. Порано, не знам сега,
Јас ќе се сетите, порано во рибара може да се купи црвена перка, може да се купи карас, може да се купи клен, мрена, чат-пат знаеше да има сом сега да се најде во Македонија, па тоа е сериозно. Најсериозно, значи покрај морската да дадеме малце и акцент на сладководната риба, на сите тие деликатеси. Нормално, ја уживам во морска храна и секако дека би требало и да биде секогаш присутна во наша диета, меѓутоа само да кажам се повеќе бегаме од тоа да видиме зошто тие риби ги немаме во понуда. Да. Значи кога би ги имале во понуда, ние куварите веднаш би се фокусирале од тоа да направиме некаков специјалитет, па да биде на менија и така натаму и така. Добар муабет за во некоја друга прилика. Ете, тоа е тоа. Супер, стигнавме до крајот, ти благодарам многу. Да ги поканиме tilma.com.mk, таму е формуларот за пријавување и веројатно на FJ Кулинари може да најдат уште по некој детал. Точно така. Не може на FJ Кулинари, нашиот вебсајт е сега во фаза на изработка. Нов вебсајт спремаме, ќе се пушти активен, ќе биде од септември. Така да линкот е на Телма. Веднаш, значи само кога ќе го отворат вебсајтот на телевизија Telma.mk, мислам дека беше, веднаш ги дочекува прво 180 пријавата, нека пополно пријави секој еден што сака да се докаже, еве му шанса, еве му и добра награда. Имаме награди нормално и за второ и за трето место, нешто сакам да најавам, нема да биде само милионот. Меѓутоа, една шанса да имаме едно супер дружење, една супер интересна сезона. Еве како да се пријават. Токму така, tilma.com.mk, таму ќе го најдете формуларот. Филип, ти благодарам, со среќа снимањето во тропските гориштини во август. Велиш ти ќе уживаш, што верувам и останатите, а секако новата сезона некаде од ноември, рековме, така? Здравје за гледачите од ноември, би требало да почне со емитување, втора половина на ноември и финалето за нова година. Сите со руска дома и цифрици и така. Ке уживаме во храна. Фала ти многу, фала и на гледачите што не следат. Секако, доколку сте аматери, непрофесионалци, пријавете се доколку сакате да го доживеете ова кулинарско и гастрономско искуство.